Како ја коментирате изјавата на вице-премиерот Артан Груби дека владата ќе ги субвенционира вработувањето на албанците и другите етнички заедници во приватниот сектор? Дали ова не е на некој начин позитивна дискриминација? Дали етничкиот клуч, а не квалитетот ќе биде на некој начин влез за вработување? Субвенционирањето на приватни компании за вработување по етнички клуч е апсолутно неприфатливо. Компаниите не треба да се делат по тоа кого го вработуваат. И тука би порачал наместо политика на апартхейд, нека почне да водат европски политики. Нека ги тргнат главите од онаму каде што се тендерите и парите и нека гледаат да сработат барем нешто добро за граѓаните на Македонија. Како ја ги коментирате случувањата и со Бугарија кои што се јавија во текот на изминативе денови? Шокирани сме од однесувањето од источниот сосед, чисто негаторски однос е потценувачки за нас како држава, како нација и како народ и секако ова не е пример на европски вредности. Но треба да бидеме свесни и дека таквото однесување е последица сушност на гмечењето и толчењето на неспособниот мафијаш Зоран Заев кон сопствениот народ и држава, кој што за власт, пари и за тендери е подготвен за секаква трговија. ВМРО ДПМН не се согласува и ги осудува сите негаторски политики кон Македонија и кон македонскиот народ. ВМРО ДПМН смета дека политиката на свиткана кичма на Зоран Заев, без суштинска работа и резултати, ги зголемува апетитите на оние кои што имаат поинакви интереси од националните и државните интереси на Македонија. Зоран Заев треба да понесе одговорност што повторно ги доведува европските интеграции во ќорсокак, овој пат во услови на тешка социјална, економска и здравствена криза во Македонија. Заев не е иднината на оваа земја, туку е тегот и изворот на сите проблеми во Македонија. Ви благодарам.